Изборите ќе ги сменат плановите на општините. За некои проекти граѓаните повторно ќе чекаат, зашто изборниот законник има строги правила за тоа што од моментот на распишување на избори до нивно завршување се смее, а што е строго забрането. Ова повторно им ги врзува рацете на општините, зашто од 3 јануари па натаму сите тендери ќе мораат да го чекаат крајот на изборите. Во период од 2 до 3 месеци ќе имаме можеби мал застој, меѓутоа она кое што е во план на општина Пробиштип, капиталните инвестиции кои што се веќе отпочнати, оние кои што ќе се отпочнат во за неколку денови или една недела да кажам, ќе бидат веќе во тек, така да нема да има проблем во делот на изборите кои што ќе следат во април месец. Изборниот законник овој пат ќе биде најголем предизвик за Штип, зашто општината за наредната година планира да почне со реализација на можеби најголемиот проект. Во почетокот на наредната година очекуваме веќе и започнување на активности, распишување на тендерски постапки за изградбата на браната на река Отиња, кој што е проект 40 години очекуван да започне да се гради во Штип, но ќе ги внимателно одмериме сите процедури и прописи за да тоа помине непречено. И јас не би сакал да таа брана не започне да се гради ради изборен процес. Таа ќе биде јавна набавка распишена преку Министерството за транспорт и врски и јас ќе бидам среќен доколку тоа успееме да го направиме во предизборниот процес. Единствен проблем за работа нема да има за оние проекти за кои тендерите веќе се распишани. Во главном најголем дел од проектите се веќе започнати, периодот на изградба е повеќе од 120 дена, веќе изведувачите се влезени во работа, согласно законот за градба, пред секој објект се поставени табли од кога е започната работата и мислам дека во општина Карвенци нема да имаме влијание врз инвестициите и врз развојот, поточно врз градбата на овие објекти нема да се осети проблем. Иако генерално сите градоначалници се на став дека големи последици ќе нема, искуството досега покажало дека кога се избори, се друго е во втор план.